Големите градови во неколку балкански земји беа погодени од опасни нивоа на смог во последните денови. Владата на Србија свика состанок за решавање на проблемот кратко време по загрижувачките нивоа на загадување на воздухот. Слично беше и во главниот град на Хрватска Загреб, како и во главниот град на Босна Сараево. Teško se diši van kad izađemo, pogotovo ovi bolesnici sa srčanim smetnjama, plućni bolesnici, Boga mi se osjeti. Nekad čak ne možete izaći hodati, stavite šal, guši i mimo toga. Тихомир Бера, главен доктор на оделот за итни случаи во Сараево, пак вели. I mi smo stalno prisutni u medijima, pa upozoravamo da se što manje kreću po gradu, da uzimaju svoju redovnu terapiju, ako su u mogućnosti da izađu negdje na okolne planine. Зголеменото загадување ги налоди активистите за животна средина во Босна и во Србија, кои велат дека властите прават премногу малку и премногу доцна. Анес Подич од невладината организација Екоакција пак додава. Morate osloboditi one kategorije da ne dolaze na posao poput trudnica, oboljelih na srcu i plućima, morate imati kompenzacije za njihova preduzeća zbog njihovog nedolaženja na posao. Morate imati potpunu zabranju ovih sportskih i kulturnih događaja na otvorenom. Во последниот извештај на програмата на Обединетите нации за животна средина се надведува дека Сараево ги има најголемите концентрации на загадување на воздухот во Европа, додека во просек луѓето кои живеат во Западниот Балкан поради загадувањето на воздухот губат до над 1 година од животот. Високите концентрации на токсични честитки на воздухот се типични за време на зимата во балканските земји, кои во голема мерка зависат од електраните што работат на јаглен и каде што луѓето возат стари автомобили и користат дрва и јаглен за грејење. Во последниве неколку дена временските услови без ветер и густата мага го влошија проблемот. Експертите предупредуваат дека овие и други непогодности во животната средина може дури да ги стопираат напорите на Србија и на другите балкански држави за влез во Европската Унија.